Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во претходното проучување размислувавме за еден од најубавите настани во Стариот Завет. Не мислам на моментот кога израелците му се поклонуваа на златното теле, туку на моментот кога по гревот на израелците Мојсей се застапуваше во нивно име и бараше Бог да ги помилува. Тој знаеше дека Бог е милостив и затоа одлучи да бара милост за народот. Ке се сетите дека Бог му рече: "Симни се од планината." Народот кој го изведе од Египет падна во грев. А Мојсей му одговори: "Кого што се сеќавам, тој народ не е мој, а и не бев јас тој кој ги изведе од Египет. Ти ги изведе, тие се твој народ." Иако на моменти може да не изгледа дека Мојсей се однесуваше дрско, сепак верувам дека има што да научиме од неговата искреност во молитвата. Бог ги знае нашите срца и знае што мислиме и што сакаме да побараме од него. Мојсей беше многу гневен поради гневот на народот кога се симна од планината и виде што се случи. Во книгата Излез пишува дека беше толку гневен што ги фрли плочите на кои беа запишани 10 заповеди и тие се скршија. Гневот на Мојсей беше насочен кон брат му Арон, но и кон целиот народ. Арон се обиде да се извади, тврдејќи дека народот е виновен за се што се случи. Не само тоа, туку и на некој начин како да се обиде да го обвини Мојсей, велејќи: "Тебе те немаше долго време. Народот се побуни и морав да го послушам." Зарем не ве потсеќа тоа на гревот на Адам и Ева, кои не преземаа одговорност за своите постапки, туку се обидоа вината да ја префрлат кај некој друг? Гревот кој го направија израелците беше многу сериозен и затоа Бог сакаше да ги дисциплинира. Но и Мојсей сакаше да ги соочи со сериозноста на ситуацијата. Секогаш, кога се јавува грев во вашиот живот, од исклучителна важност е да реагирате и да не премолчувате. Тоа е како рак во телото кој се повеќе се шири, ако не го отстраните на време. Ке ги прочитам стиховите 26 и 27 од глава 32. Застана Мојсей на вратата од логорот и рече: "Кој е Господов, нека дојде кај мене." И се собраа кај него сите синови Левиеви. И тој им рече: "Еве што вели Господ, Бог на Израел, опашете го секој својот меч на бедрото свое и појдете по логорот, па тргнете од врата на врата и обратно, и секој нека губие братот свој, ближниот свој и соседот свој." Ова е навистина сериозно и би рекол многу строго. Мојсей сакаше луѓето да знаат колку е сериозен гревот што го направија. Една од причините зошто либерализмот е длабоко навлезен во црквата е бидејќи во последните децении немало луѓе кои како Мојсей ќе повикаат на отстранување на гревот помеѓу христијаните. За жал, живееме во време во кое се повеќе луѓе се чувствуваат навредени кога ќе ги соочите со вистината. Како резултат на тоа, проповедниците и духовните водачи во црквите се плашат да ги соочат луѓето со нивните гревови, мислејќи дека ќе ги навредат посетителите и дека следната недела нема да дојдат на богослужба. Сето тоа води до ситуација во која има многу луѓе кои се нарекуваат христијани, но истовремено живеат и во грев. Таквите ја исповедаат важноста од светоста, но не живеат свет живот. Замислете Мојсей да имаше таков пристап кон израелците. Тие никогаш немаше да сватат колку е сериозен гревот кој го направија. Мојсей не беше човек кој го толерираше гревот и затоа пристапи многу сериозно во ситуацијата во која се најде. Не велам дека во денешен контекст Мојсей би извадил меч да ги погуби оние кои прават грев, но сигурен сум дека ќе ги дисциплинираше. Мојсей не ми личи на човек кој би го премолчил гревот во црквата. Наместо тоа, сигурен сум дека би застанал цврсто и одлучно на Божјата страна и би не повикал да се вратиме назад на Библијата како Божи стандард. Тоа е едно од главните решенија за повеќето од проблемите со кои се соочува црквата: познавањето и практикувањето на Божиот збор. Затоа има компромис помеѓу христијаните, но тие како да не сваќаат дека компромисот е од ѓаволот. Мојсей не беше добар во правење компромиси и се надевам дека и ние ќе стануваме се послични на него во тој аспект. И постапија синовите Левиеви според заповедта Мојсеева, и во тој ден изгинаа народ до 3000 души. Во еден ден беа убиени околу 3000 души. Тоа е навистина голема бројка. Но сите кои изгинаа тој ден беа идолопоклоници, и тоа што се случи беше Божиот праведен суд врз нивниот живот. Знам дека убивањето на 3000 луѓе не е мала работа,
Но израелците мораа да сватат дека Бог е многу сериозен во однос на идолопоклонството. Самите тие претходно рекоа дека ќе ги почитуваат Божите заповеди, а ги прекршија. За Мојсеј беше поважно да го спаси народот, отколку да ги поштеди тие 3000 луѓе. Ако го толерираше гревот и им дозволеше на овие 3000 луѓе да продолжат да живеат како ништо да не се случило, само прашање на време ќе беше кога тие ќе го заведеа и останатиот дел од народот во идолопоклонство. Токму тоа се случува и во некои од црквите денес. Гревот се премолчува, а секогаш кога се премолчува гревот, тој се размножува. Затоа некои цркви го загубија своето влијание и станаа меки, сентиментални, слаби и бескорисни за општеството во кое се наоѓаат. Сето тоа е резултат на компромис во однос на гревот помеѓу христијаните. Не само тоа, туку и нашата држава се наоѓа во лоша состојба, бидејќи оние кои треба да го осудат беззаконието, не си ја вршат работата како што треба. Забележете што пишува во стих 30. А утредента Мојсеј му рече на народот: направивте голем грев, и сега ќе појдам горе кај Бога, за да молам да ви се прости вашиот грев. Со други зборови, Мојсеј доброволно се пријави да се застапи за народот, а тоа беше така поради љубовта која ја имаше кон израелците. И се врати Мојсеј кај Господ и рече: овој народ направи голем грев, бидејќи си направи бокот злато. Што прави Мојсеј? Се исповеда за гревот на народот и се согласува со Бог дека народот направи нешто ужасно. Ако сакаме да имаме добар меѓусебен однос со Бог и да имаме вистинско заедништво со Него, ќе мораме да научиме да признаваме дека сме грешни и да бараме простување. Кога Мојсеј дојде кај Бог, едно од првите нешта кои ги кажа беше: народот сгреши, му се поклони на лажен Бог. Без разлика колку и какви гревови сте направиле во животот, дојдете кај Бог со покаяние и ќе добиете прошка. Слушнете што вели Мојсеј во стих 32. И сега, прости им го гревот нивни, ако ли пак не, тогаш избриши ми имене од книгата твоја во која си ме запишал. Мојсеј рече: се поистоветувам со народот, и јас ја признавам вината. И ако сакаш да ги казниш за гревот, казни ме и мене заедно со нив. Сетете се што му рече Бог на Мојсеј: ќе го погубам народот и од тебе ќе подигнам народ преку кој ќе го исполнам ветувањето кое им го дадов на Авраам, Исак и Јаков. Одговорот на Мојсеј беше: не ја прифаќам понудата. Јас сум дел од овој народ, и ако не сакаш да ги внесеш во ветената земја, и јас не сакам да влезам во неа. Слушнете ја реакцијата на Бог. А Господ му рече на Мојсеј: оној што сгрешил пред мене, него ќе го избришам од книгата моја. Стих 34. Но сега оди и поведи го тој народ во местото каде што ти реков: еве, мојот ангел ќе оди пред тебе, а кога ќе ги посетам, на нив ќе го навртам гревот нивен. Божиот заклучок беше: јас ќе се справам со оние кои сгрешија и нема да го уништам целиот народ. Ќе ве воведам во ветената земја. Мојот ангел ќе оди пред вас и ќе ви го предводи патот. Бог се смилува врз народот и не само што не го уништи, туку и вети дека нема да ги остави. Божиот ангел е символ за Божиото присуство. Глава 33. Продолжува патувањето на израелците. Ќе ги прочитам првите два стихови од глава 33. И Господ му рече на Мојсеј: крени се од тука ти и народот, кого го изведе од земјата египетска, и оди во земјата, за која им се заколнав на Авраам, Исак и Јаков велејки: на потомството ваше ќе му ја дадам. И ќе испратам пред тебе ангел, и ќе ги изгонам хананците, аморејците, хитејците, перизејците, евејците и јебусејците. Бог им вети на израелците дека ќе ги изгони сите овие народи, а тие ќе ја населат земјата за која тој им зборуваше на нивните предци. Ова беше еден вид подсетување, но и подготовка за тоа што ќе се случи во иднина. Бог им кажа дека не го заборавил своето ветување и дека ќе го исполни тоа што го кажал. Слушнете што пишува потоа, ќе го прочитам стих 3. И ќе те воведам во земјата, каде што тече мед и млеко. Самиот нема да одам со вас, за да не ве погубам по патот, бидејќи вие сте тврдоглав народ. Сакам само да напоменам дека Бог не пребиваше во шаторот кој му го изградија израелците. Бог никогаш не живеел во градба, направена од човечки раце. Идејата дека боговите живеат во храмови е паганска. Бог е се присутен,
но им кажа на израелците дека ќе ги пресретнува во шаторот, односно, тоа беше местото каде што тие му пристапуваа преку нивниот представник, првосвештеникот. Стих 4. А народот, кога го чу тој страшен збор, се расплака и никој не го кладе на себе накитот свој. Кога народот ја слушна казната за нивниот грев, толку беа тажни што не сакаа да носат накит на себе. Не заборавајте, токму од накитот Арон им направи златно теле и тие му се поклонуваа. На некој начин, накитот ги потсетуваше на нивниот грев и затоа не сакаа да го носат на себе. Може би тоа беше начин на тој покажа колку им е жал за тоа што го сторија. Стих 5. Зашто Господ му беше рекол на Мојсей: кажи им на синовите израелски: вие сте тврдоглав народ. Само за миг да се симнам помеѓу вас, ќе ви истребам. А сега симнете го од себе накитот свој, а јас ќе ви покажам што ќе направам со вас. Бог повторно го потсети Мојсей дека израелците се тврдоглав народ. Тој не ги избра за свој народ зашто беа подобри или посилни во споредба со останатите народи. Зошто Бог им кажа на израелците да го симнат накитот? Бидејќи токму накитот беше еден од знаците дека размислуваат и се однесуваат како паганските народи. Бог сакаше народот не само на збор, туку и на дело да покаже дека не сака да има ништо со верата и религијата на околните народи. Слушнете која беше реакцијата на израелците. И ги извадија накитите од себе синовите израелски на планината Хорив. Поставувањето на шаторот. А Мојсей го зеде шаторот и го распна надвор од логорот и се нарече скинија на собранието. И секој што го бараше Господа, доаѓаше во скинијата на собранието, која се наоѓаше надвор од логорот. Шаторот за кој читаме не беше оној кој Бог му кажа на Мојсей да го направи. Овој беше обичен шатор во кој Мојсей влегуваше за да му се моли на Бог. Така што сакам да сватите дека се уште не беше направен шаторот за кој размислувавме во претходните епизоди. Ова беше еден вид предслика на тоа што допрва ќе биде изградено. И кога Мојсей тргнуваше кон скинијата, сиот народ стоеше на вратата од својот шатор и гледаше по Мојсей, додека не влезе во скинијата. А кога Мојсей влегуваше во скинијата, се спушташе столб од облак и се задржуваше пред вратата на скинијата, додека Господ зборуваше со Мојсей. Сакам да разјаснам нешто во врска со стиховите кои ги прочитавме. Денес луѓето го поставуваат прашањето дали некој може да го види Бог? Одговорот на тоа го наоѓаме во Јован 1:18, каде што пишува дека никој човек не може да го види Бог. А сепак, Господ Исус рече: кој ме видел мене, го видел и Отецот. Господ Исус е Божјото откровение, бидејќи тој е Бог кој дојде на оваа земја и се отелотвори. И тогаш Господ зборуваше со Мојсей лице в лице, како што човек зборува со пријателот свој. Потоа Мојсей се враќаше во логорот, додека неговиот помошник, младиот Исус, синот Навинов, не излегуваше од скинијата. Текстот вели дека Мојсей зборуваше со Бог лице в лице. Но, како што ќе видиме подоцна, Мојсей не го виде Бог. Патем, може би забележавте дека ова е трет пат како што се спомнува името на Исус, синот Навинов. Тој беше човекот кој ќе го наследи Мојсей, а се подготвуваше за таа улога така што постојано седеше во шаторот каде што Бог го објавуваше своето присуство. Тоа е најдобрата подготовка за повикот кој Бог го има врз вашиот живот. Ако пребивате во Божјото присуство и ја барате неговата волја, вие ќе бидете спремни да му служите на Бог во согласност со неговите планови и замисли. Мојсей се моли, Бог одговара. Во следните стихови е запишана уште една молитва која Мојсей ја упати до Бог. И Мојсей му рече на Господ: ете, ти ми велиш, води го тој народ. И не ми јави кого ќе го пратиш со мене. Иако ми рече, јас те знам по име и ти најде милост пред мене. Па, ако сум нашол милост пред тебе, откри ми се да те разберам. Та и понатаму да најдам милост пред тебе и да видам дека овие луѓе се твој народ. Желбата на Мојсей беше иста како онаа на Павле кога вели: сакам да го познаам него. И апостолот Филип побара нешто слично кога рече: покажи ни го Отецот. Мислам дека секој искрено и вистинско Божјо дете ја има истата желба и сака да го спознае Бог. Бог му одговори, стих 14, и му рече: јас самиот ќе врвам пред тебе и ќе те успокојам. Мојсей сакаше да биде сигурен дека Бог ќе биде со него и затоа ја кажа следната молитва:
А тој му рече, ако ти самиот не поидеш со нас, тогаш не изведувај не одовде. Мојсей знаеше дека без Бог не може да успее во задачата која му е дадена. Зашто? Пошто ќе познаеме дека јас и народот твој сме нашле милост пред тебе, освен по тоа што ти одиш со нас, и по тоа ќе се разликуваме, и народот твој од сите други народи што се на земјата. Ова е важно да го забележите. Израелците беа посебен народ поради Божјото присуство кое беше помеѓу нив. А истото треба да може да се каже и за црквата денес. Можат ли луѓето од светот да препознаат дека Бог е помеѓу нас христијаните и дека не води? Стих 17. И Господ му рече на Мојсей, ќе го направам и тоа што го кажа, зашто ти најде милост пред мене и те познава многу добро. Потоа Мојсей имаше многу необично барање. Стих 18. Пак рече, покажи ми ја славата своја. Мојсей не можеше да го види Бог лице в лице. Му одговори, ќе ја покажам пред тебе сета моја слава и ќе го изговорам името Господово пред тебе. И кое за помилување ќе го помилувам, и кое за утешување ќе го утешам. Павле го цитираше овој стих во Римјаните 9:15. Бог е суверен и действува согласно на неговата волја. Стих 20. И потоа рече, но лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Запомнете го ова. Не е можно да го видите Бог лице в лице, барем не додека сте тука на земјата. И пак рече Господ, ене место кај мене, застани на онаа карпа. А кога ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те засолнам со раката своја додека не поминам. А кога ќе ја кренам раката своја, ти ќе ме видиш од кај грбот, но лицето моје не ќе можеш да го видиш. Ти ќе ме видиш од кај грбот, но лицето моје не ќе можеш да го видиш. Всушност, Библијата вели дека Бог е дух и дека не можеме да го видиме. Тоа значи дека кога Бог му вети на Мојсей дека ќе го види од кај грбот, Мојсей всушност виде одредена манифестација која Бог му ја објави. Главната тема на овие стихови е Божјата слава. Ке се сетите дека Господ Исус рече дека кога ќе се врати повторно, на небото ќе се појави знакот на Синот човечки. Моje лично убедување е дека станува збор за одредена манифестација на Божјата слава. Тоа ќе биде ден кога Бог ќе ја открие својата слава. Кога Исус дојде на оваа земја првиот пат, тој зеде човечко тело и не ја објави во полната славата која ја имаше уште од вечноста. Но доаѓа момент кога сите луѓе на земјата ќе можат да ја видат неговата слава и никој нема да може да одрече дека Исус е Господ. Ние нема да го видиме Бог Отецот, ниту сега, ниту пак во иднина. Еден ден, кога ќе бидеме заедно со Бог во вечноста, ние ќе го гледаме отелотворениот Христос. Тој ќе има прославено тело и нашите ќе бидат како неговото. Тоа е она на кое се надева и со нетрпение го очекува секој вистински верник. Мојсей му рече на Бог, Твоето присуство нека оди пред нас. А тоа е молитвата и на секој вистински христијанин. Потребно ни е Божјото присуство за да се соочиме со проблемите на секојдневието. Со тоа доаѓаме до крај на глава 33. Следниот пат ќе ја обработиме наредната глава. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.